Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Иако е многу поубаво во вакви убави утрешни изданија да го пречекате сонцето на плажа, ние го чекаме со дневна политика на Радио Лидер и најмалку уште 10 дена плажата ќе ја ставиме во мирување. Еспресо со златни футболци. Кај да ќе дојде и плажата Љупчо и им ја посакуваме на сите наши слушатели од срце. Од срце им ја посакуваме плажата, иако толку голема инфлација има, толку големи економски проблеми има, што голем дел од нас нема да може да си ја дозволиме плажата. За жал. Добро. Тоа е. Сега ќе дојдат подобри времиња секогаш. Но секогаш може во кадата да има добра сол морска да се истуриме и да симулираме најчист воздух е по бурата. Па никако да помине оваа наша... Поминува, Љупчо, ајде, само време. Ново утро, Бојан Христовски, председател на градскиот комитет на опозицијската ВМРО ДПМН, е човек кој, Ивица, ќе се согласиме, во изминатиот период сериозно се наметнува во македонската политика. Да, мора да го пофалиме. Прилично е присатен. Да, присутен. Добро се. Ја морам да докажам колку сум скопјанец, затоа што не сум скопјанец. Да, и не само тоа, туку еве за прв пат за прв пат во историјата ја гледаме ВМРО ДПМН во еден интересен обид да се наметне во Скопје, да се наметне како една модерна европска отворена десница. Порано интересната, градот Скопје ВМРО го третираше исто како што ги третираше местните комитети по каде? По Чешиново, Блешево. И се одеднаш имаме настан за рок легенди. Да. Имаме настани поврзани со ранливи групи и така натаму, значи. Но каква е оваа трансформација, Бојане, од Јајзо и ками и револвери и облекување во комите до коњаници, до падот на Византија и рок-н-рол? Некако чудно ова, мора да кажеме. Најпрво, добро утро за вас, добро утро за слушателите и гледачите на Радио Лидер. Благодарам за поканата. Во однос на темата која што ја начнавте ова утро, би истакнал дека ние ги негуваме македонските традиции на културни традиции и на Ја излези Ѓурѓо и слични песни, но секако и тоа би рекол дека не е нешто ново. Ја не сум сретнал ни еден невамаровец да ја пее Ја излези Ѓурѓо. Јас сум сретнал. Морам да ви намислам. Не, сум сретнал, тоа е дел од нашата. Тоа е песна на која што треба сите македонци да бидат горди. Бидејќи прво е убава, певлива, опишува, дел од историја, ја знаеме сите, се свири често по македонските локали и јас не гледам ништо лошо во тоа. Но сепак, ноќниот живот во Скопје побарува и друг жар на музика и тоа се слуша. Има генерации постари кои што добро го познаваат и рок-н-ролот и други видови слични на таа музика, односно како и македонската алтернативна музика. И решивме ние да направиме една забава или настан каде што би ги промовирале, афирмирале. Туку имав една забелешка кого да афирмираш, кога сите го знаат. Не би рекол дека така има нови генерации кои што слушаат и нови песни, нови жанрови. Али не смееме, иако сме насочени и гледаме кон иднината, не смееме да го заборавиме минатото. И сакаме да афирмираме наши уметници кои што се докажале и на македонската музичка сцена и во странство, бидејќи како што знаеме, музичарите, уметниците се можеби најдобрите заедно со спортистите, најдобрите амбасадори на Македонија. Па добро, кога сме кај ова, не знам, еден од најпатриотските пејачи во Македонија и више ќе се согласиме, сега веќе покојниот Гоце Арнудов, а тој многу потсетува на Мик Џегер. Бе, добро, но од друга страна не заборавај на пример дека Мик Џегер е на 80 некоја година ќе се жени пак. Не знам дали виде тоа. Добро, се неговиот живот. Меѓутоа не заборај на пример дека патриотски песни пееше првенецот на македонската опера Симеон Гогуловски, исто така покоен. На пример, најинтересните мелодии од
кон крајот на 80-тите, тој ги сними. Со еден глас кој што е, ви знаеш. помагаат овие политики на ширење кон различни целни групи, ви помагаат да приберете нови луѓе кои малку поинаку гледаат на културата, малку па дури на политиката малку поразлично гледаат од Ај само да го допълнам она што е меинстрим прашањето. во Забележавте ли ВМРО, колку е променето и општеството и колку е променето Скопје низ овие активности што ги спроведувате во изминатиот период? Па да, има забележуваме дека многу луѓе се малку изненадени од новиот концепт на отвореност на градскиот комитет. Како што ви кажав, промовираме и нови вредности на отвореност, но не ги забораваме и старите. Односно, сепак ние сме политичка партија која што се уште организира и прави и комитски вечери и разноразни културни настани. Сакам некојаш да присуствувам на комитска вечер. Следната комитска вечер ќе добиеш лична покана од мене. Сакам да видам како изгледа. Да. Тоа се убави вечери и дружби помеѓу членовите на ВМРО-ДПМН, каде што се пее македонска музика, се игра оро и со тоа се негуваат и се негува традицијата на ВМРО-ДПМН и општо на македонштината. Ова отвореност ви донесе нови луѓе? Да, секако во изминативе неколку месеци имавме еден проект кој што заврши, се викаше Иницијативи за Скопје. Во рамките на тој проект, во канцеларијата на градскиот комитет на улица Македонија се организира преку 20 настани, односно средби. Градскиот комитет тука беше во улога на конектор помеѓу граѓаните и членовите на ВМРО-ДПМН со избрани функционери од редовите на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Односно, во тие преку 20 средби учествува 14 пратеници од Скопје, околу 30 советници од советите на општините во Скопје и градот Скопје и скоро сите градоначалници од Скопје. Во рамките на тие средби, кои што беа претходно најавувани и беа во работно време, во времето на пауза, кога најголем дел од државната администрација и приватните фирми во центарот на градот користат пауза, токму тогаш беа организирани тие средби и имаше прилично добар одзив, каде што не само членови симпатизери на ВМРО-ДПМН доаѓаа во канцеларијата на градскиот комитет, туку доаѓаа и граѓани кои што сакаат да се сретнат поради X причини, некој има потреба, некој има иницијатива, некој има желба. Еден пример може да ви послушам, каде што можеби е многу ситна иницијатива, но со големо значење. Во една општина, во една населба, место каде што имало чешма за пиење вода, каде што гравитирале илјадници луѓе во теков на денот, од непознати причини прекинала да работи пред известно време. На тие средби се најде брз начин како да се прескокне онаа административна граница и пречка и формалности и се реши тоа. И сега да ви кажам тоа, пример, лично бидејќи присуствував таму, тоа не беше член на ВМРО-ДПМН, туку беше граѓанин кој што слушнал дека советниците или градоначалникот е таму и го решивме проблемот. Ова е малку тука еве ве обвинуваат во коментари, велат вие сте стимулирале војна на таа ваша журка затоа што сте собирале пари помош за Украина. Прво не е проблем да се собираат пари за Украина, затоа што Украина е нападната од една голема сила од Русија и сите мали земји, како и ние, би требало да се солидаризираме со неа, а секој кој е психопат и мисли дека една помала земја треба да биде згмечена од голема сила, тогаш има сериозен проблем со себе, но зошто собиравте пари за Украина? За бабата, за мош, се мисли? Да, таму. И слика стајле, нешто има... Да, има кутија од гитара. Кутија од гитара и вие собирате пари за Украина, велат. Кутијата од гитара беше символично поставена на влезот на клубот Мош во центарот на Скопје и тоа беше и претходно најавено и тоа беше дел од поканите за забавата. Во таа кутија, како што кажав символично, како што уличните музичари, рокери и светски собираат пари во кутии од нивните инструменти, затоа тој начин го одбравме.
Конкретно, освен промоцијата, да не биде само дека правиме промоција сувопарна и афирмација на рок-н-ролот и алтернативната музика во Македонија, беше конкретно за да собереме средства за помош за пишување на монографија за Горан Трајковски, Готра, легендарниот македонски музичар. Че ги не се за Украина тие пари? Не, нема. Дека може мислат тенк дека ќе купуваме за Украина, но не. А зошто? Откаде ово сега слушатели дека сте собирале пари за Украина? Не знам сега за не знам кој сака да направи шега од ваков хуманитарна поента за собирање средства за културни цели, каде што издаваме монографија за човекот кој што ја напишал песната за филмот Пред дождот, човекот кој што напишал преку 90 Не беше Оригјански тоа? Не, 90 музики за театар и филмови. Само ќе те прекинам, кажи, знаеш за Оригјански Климе нели Ковачевски што извади? Не. Тоа е првиот човек нели кој еден од основачите на Анастасија извади дека всушност песната од Пред дождот, онаа музиката која си ја препишува себе си Оригјански, дека е всушност од него направена. И ги извади оригиналните аудиозаписи од касета снимана 5-6 години пред филмот. И потоа Оригјански тоа си го направил као плагиат, демек он ја направил песната малку. Се не е битно, сега се занимавам со Оригјански. Одиме. Луѓе како претпоставам за кој е тој кој што го напишал тоа, бидејќи стигне и до мене, мислам, проблем е такви луѓе да те пофалат, а да искритикуваат со невкусни шеги. Добро, за губиме време. Што се собира, да, мислам дека баш не треба да трошиме време на такви небитни луѓе во она што знаеме е дека немаш лесна работа, затоа што во Скопје меѓу другото живеат и луѓе кои што едноставно во нивниот политички избор се најслободни, од никога не зависат, на ниту еден начин не може да ги смети, гласат само по свое лично убедување. Такви сме ја и Ивица. Токму затоа тука вирееле меѓу другото и партии кои што се различни од овој двоец ВМРО и СДСМ. Има ли ВМРО сега понуда за тој слој на луѓето кои што гласат по свое слободно убедување, а не гласат по... Токму тоа го прави. Да. Сите активности на градскиот комитет се насочени кон интересите и потребите на граѓаните. Еве ќе ви послушаме пример. Освен забавата што беше нели за промоција, афирмација на еден конкретен уметник, но и општо рок-н-рол сцената во Македонија, бидејќи е оваа година е неформален јубилеј од 60 години на постоење на рок-н-рол сцената во Скопје во Македонија. Слушаш ова, Лјупчо? Да. 60 години рок-н-рол. 60 години рок-н-рол. И воедно, еве ќе ви кажеме пример, во четврток, потикнати од немилиот настан кој што се случи со убиството во едно српско училиште, потикнати од тоа, во четврток организираме една трибина и панел дискусија која што е поврзана со менталното здравје и проблемите кои што може да се случат како последица од ментални болести и такви слични состојби, кои што може да предизвикаат насилство. Добро. Или оваа трибина ќе ја правиме со цел да привлечеме што е можно поголем број на луѓе, посебно родители на деца од градинки, од основно средно училиште, и воедно да се запознаат со тоа како треба да се препознае одредена ментална состојба или нарушување кај децата, адолесцентите, но и кај возрастните. Повлечено с анксиозност, агресија и така. Оваа тема нема ништо партиско во неј и политичко. Ние како една така поголема организација во рамките на ВМРО ДПМН, односно како градски комитет, во случај поддржуваме една невладина организација која што ќе го организира овој настан. Ние застануваме позади неа и без обврски кон нив. Без никакви обврски, односно од логистички аспект, од поврзување со стручни лица од медицинскиот факултет кои што ќе бидат и предавачи на оваа трибина. Воедно и сакам да ги поканам сите кои што сакаат да присуствуваат на оваа трибина на 6 јули, односно четврток за неколку дена во 19 часот во Рагуза руфтоп во центар. Ваму, добро, значи има и паркинг. Има и паркинг, секој е добродојден и ги потикнам сите, посебно родителите, да бидат присутни нова, да постават прашање, да слушнат нешто од професори од медицинскиот факултет,
мислам некој делот на психијатрија кои што би зборувале конкретно за овие теми. Бојан, кои ти се конкуренти за тоа што подготвувајќи за емисијава? Која е на градска организација на СДСМ, на ДУИ, на Алијанса, без не можев да ги најдам. Претпоставам дека некоја комуникација имате, немате или? Не чув за нивни активности, затоа прашувам. Па искрено јас немам слушнато. Јас го познавам председателот на СДСМ на Скопје. Од СДСМ. Други Кој е тоа? Васко Кичевски. Васко Кичевски. Кој е Васко Кичевски, Липчо? Еден дечко со брада така интересен, не знам. Добро. Не беше оној Штраус председател? Или тој на кисела вода? Не знам, искрено не би можел да кажам. Имаш интересен прекар, Вие И сам си го користи. Штраус му е прекарата. Само тој нешто беше. Нели Штраус е покрај Дунав, не е покрај Вардар? Ја фармерки имам Леви Штраус, знаеш. А он веројатно мисли на Јохан Штраус. Ој ни е стилот Бојан. Веќе си навикат. Али добро, не сме ги забележале, затоа беше ова. Ти се ама ја сега да бидам вака искрен, па не ни памтам кој бил пред Бојан на таа позиција. Мислам дека и ВМРО ДПМН не биле заспани во однос на град. Не бе тоа. Јас не би можел да се сложам со тоа. А ние само менуваме принцип и начин на работа. Кој би ги плюкал своите предходници вака јавно. И не треба. Не треба и не е. Предходниците мои во ВМРО ДПМН има свој начин на работа кој што можеби беше соодветен за ситуацијата во периодот кога тие биле председатели. Сега во овој период бара нешто друго. Ако сакаме како политичка партија да добиеме поддршка од граѓаните за добивање на над 61 пратеник, мора да го смениме малце пристапот, затоа и го менуваме. Еве, нивела слушателите, малку сте досадни со темава, сакаме политика, реални теми. Вели Оливер Трајковски, мислам дека ќе имаме и тоа. Оливер. Не дека нема да имаме и тоа, овако, меѓутоа сега имаме ајде идеме вака. Значи доколку ми дозволите би спомнал уште нешто во однос на интересите на граѓаните, кој што и не се дел од ВМРО ДПМН, а тоа е по завршување на проектот иницијативи за Скопје започнуваме, се уште трае, еден нов пристап, односно средби со Сдружение на граѓани. До сега имавме средби со едно рибарско здружение и со едно здружение за безбедносни истражувања. Сега, рибарско здружение, може би се звучи чудно, пошто гледам и по реакциите на Љупчо, но сепак кога ќе дое ВМРО црвеноперката ќе јаде. Не заборајте. Па не би рекол, не е баш така. Рибарските здруженија имаат огромен број на членови. Секој втор човек во Скопје некогаш ловел риба. И друго, тие се поврзани и со заштита на животната средина, реките, коритата. Јасно, тоа вториот дел е побитен, така. Тие имаа на пример побарување и апсолутно го поддржувам и веќе сме во еден процес на, како да ви кажам, на ургенција или доставуваме иницијативи до некои општини за градење на едни монтажни куќерки, летниковци кои што би користели рибарите, но и сите останати кои што шетат по течението на скопските реки. Збориме за Скопје. Во текот на многу англиска политика. Во текот на Македонија вака ретко кој пристапува на пример. Во Англија веројатно рибари се битна целна група. Зашто да не? Зашто мислам гулавари исто. Да. Знаете дека стари Скопјани тоа е на граница од диагноза. Не. Да се разбере. Има ли нешто поскопски од тоа? Не. Има ли поскопско хоби од гулаби? Мај Тајсон чувал гулаби, знаеш. Тоа се не е некој так пример. Добро, да, но тоа е битно затоа што се по масовната урбанизација гулабарниците прави го да се претворија во Маргради, да, така што тоа е битна тема. Добро, тоа не беше само стартот. Во текот на оваа недела и следната недела имаме веќе договорено средби со околу 10 здруженија, кои што дел ќе бидат заеднички состаноци, дел ќе бидат посебно во зависност од темата. Имаме договорено состаноци со Сдружение на граѓани поврзани со заштита на животна средина, Сдружение на граѓани за помош на слепи луѓе, слепи деца, деца со аутизам, деца со ретки болести и слично. Така да сакаме да ги слушнеме прво активностите на Сдруженијата на граѓани, нивните побарувања, каде би можеле ние да им се најдеме сега и во иднина,
да ги споиме, да им помогнеме во конекции и во останати активности поврзани со институциите кои што се во моментот водени или каде што има представници од ВМРО ДПМН и нашата коалиција. Добро, Липчо. Идеме кон нова следново, значи За политика да почнеме. не, за локални избори, па тоа е политика. Значи на локалните избори Идемо што ВМРО тоа прашање ДПМН треба да пуштиме реклама. добро. ВМРО ДПМН победи. Победи, меѓутоа беше еден вид на чудна победа, затоа што на крајот кандидатот поддржан од ВМРО ДПМН условно кажано ги Емпириски е тоа докажано. прекина. Значи, секојаш кога независен кандидат у Скопје ќе стане градоначелник од ВМРО ДПМН, после влегува во конфликт со партијата. Тоа до сега 3 пати се Не е десило. така, види се, значи постои некој фолклор, демек. Тоа е кафеанска приказна, знаеш, не? И не е така, еве сега ќе ти Тој кажам. со Трифун се скара и со Пенов се Добро, скара. да, не, со Пенов не, Пенов Ајде, истера сега цел со мандат. Даниел- Добро, Даниел. не е битно, меѓутоа се враќаме на ова. Што вели еве вашата активност во последниот ден, се консолидира ли таа победа на партијата или пак токму заради овој судар има некоја фрагментација тука околу? Партијата нема никакви проблеми со тоа. Мислам дека тоа е надмината работа. Патиштата со Данела се раздвои едноставно. Ја и лично мислам дека не треба да се застанува позади човек по секоја цена. Значи, Јасно. во ред Данела стана градоначелник бидејќи ги доби гласовите од ВМРО ДПМН, најголемиот број од гласовите, но тоа што го смени принципот на работа кој што беше претходно договорен, односно не знам дали може да се каже работа или не работа, не значи дека треба да ние да останеме по секоја цена слепи поддржувачи на незините политики. Гледаме сите како она право лично се однесува како личност, како градоначелник и во Советот на град Скопје и во градов. Гледаме, тоест не ја гледаме помеѓу граѓаните во Скопје. Дали сте ја виделе некаде на средба со граѓани? Еве, ние сме отворени како градски комитет, заедно со градоначелниците од ВМРО ДПМН во Скопје, со советниците, со пратениците, сме отворени и нема секаде помеѓу во градов, бидејќи немаме што да криеме, можеме само да се соочиме со граѓаните и да кажеме дека тоа што сме го ветиле, тоа и се остварува, па и многу повеќе од тоа. Каде ја гледаме градоначелничката? Сте ја виделе негде? Ја гледам неколку пати на незините постои, ја има во Саре. Ја немам видено на друго место помеѓу граѓаните да се појави. Нека дојде у аеродром. Имаме што да ја кажеме. Од друга страна, советничката група на ВМРО ДПМН во Советот го има присутна, председавачот, добро, го јас. има председавачот и не само таму. Советничката група во градот Скопје не е само присутна на седниците на Советот на град Скопје, туку е присутна и на континуирани средби со граѓани, секој во своето место на живење во градот Скопје. И по штабовите на ВМРО ДПМН, и на улица, и по локали, и по клупи, и секаде каде што може да се сретна со граѓани. Тука, како што ви кажав и претходно, организиравме неколку средби во канцеларијата на градскиот комитет на улица Македонија, помеѓу советници од градот Скопје и граѓани кои што сакаат да ги видат, да дадат своје мислење, сугестија, да побарат помош и слично. Време е за пауза. Време е за пауза по која што ќе одиме, почитувани слушатели, со многу тешки теми. Многу тешки теми поврзани со македонската политика и македонската безбедност. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели. Паузата ја искористивме за што искористивме? За пријателска размена на информација. За пријателска размена на информации, што е еуфемизам за оговарање. Се враќаме назад. Христовски, во Македонија зовре политичката сцена по на лидерска средба на Мицкоски и Ковачевски. Беше најавена и некаква влада, но не се реализираше ништо тоа, затоа што ВМРО ДПМН постави услови кои се да сама не ги исполни. И обратно. И обратно, да. Што е планот понатаму? Нели? Што планирате да преземете? Па не била најавена влада, не знам кој најавил. Ковачевски најавуваше влада, но од другата страна ние тоа не го слушнавме. Председателот Мицкоски постави одредени услови за кои што
не добивме одговор преку јавноста дека се прифатени, а во исто време тие зборува како да е све завршена работа. Последно што слушнавме од председател Мицкоски е тоа дека веќе се отпаѓа во вода и дека бараме предвремени избори. Значи ВМРО ДПМН како силна опозиција со скоро дупло по висок рейтинг од СДСМ бара предвремени избори и ќе се бориме да ги добиеме. Иако веќе како и да е доаѓа редовниот термин за избори, тоа е тоа. Мислам дека само треба да бидат свесни дека колку повеќе време поминува, рейтингот им паѓа се повеќе и повеќе, рейтингот на ВМРО ДПМН расте. И мислам дека повеќе и на нив би им одговорало да има предвремени избори, за да не изгубат толку многу колку што би изгубиле следната година. А околу тоа, има ли ВМРО ДПМН партнери од албанскиот блок? Не би можел да го кажам сега, вака јавно, дали има партнери или нема. Тоа ќе видиме според бројките. Изборните резултати. Да. Според изборните резултати. ВМРО ДПМН ќе настапува со принцип кој што генерално се одржи борба против корупција и организиран криминал. Корумпирано судство, обвинителство, секако таму работат и голем број професионалци, но можеме да видиме афери кои што излегуваат во јавноста овој период и во изминатите години за очигледен криминал, за кој што не се реагира, и гледаме како сега, баш во овој момент, после 7 години, отвараат... години си ти? 39. На 39 години си председател на градска на ВМРО, предходно кратко беше директор на паркинзи, пред тоа беше вработен во УБК Бишо. Иако имаш богата професионална кариера, мислам дека си далеку по-неуспешен од внукот на Али Ахмети, кој на 23 години успел да дипломира и магистрира и да изгради два стабилни, добри, квалитетни бизниси во кои милионски суми се вртат. Не се чувствуваш вака понекогаш. Јас сум фрустриран. Ја имам 31 мислам година. дека види споредено дури И најголем успех ми е ова Радивци и портал. искрено споредено со внукот на Али Ахмети и Хантер Бајден да се засрами може. Да, и Хантер па и Иванка Трамп. Добро, Иванка Трамп вакво не би ја споредил со Хантер Бајден. Извини. Значи кај Иванка Трамп не видовме лудило. Вакво. Али Ахмети дури сега гледам дека и повикува јавно сите институции да отворат истрага или да ги испитаат наводите кои што се, сега во јавност за неговиот внук и за него и за функционери од ДУИ. Но ја мислам дека тоа е само фарса. Со ваква влада и вакви институции кои што се држат во заложништво на ДУИ, каде што ДУИ ја буквално ја држи владата и СДСМ и Ковачевски во заложништво, нема институција која што сега би тргнала против ДУИ, против Али Ахмети. Да, ќе почекаме, тоа нека го бара, ама ќе почекаме следната година. Бојан, знаеш што ми пречи за вашиот наратив од ВМРО за тоа дека ДУИ ги ја држи владата во заложништво? Заложништво држиш некој против негова волја. СДСМ нема, не го држи никој против негова волја во... Они сакаат да бидат во коалиција со ДУИ. Разбираш, значи не го гледам заложништвото, знаеш, доброволно е од нивна страна. Па јас не би рекол дека е така. Зошто? Па гледаме дека функционери на ДУИ, посебно е господинот Артан Груби, прави што сака. Замислете што би било доколку функционерот ВМРО ДПМН ја нападне антикорупцијската комисија како што тоа го стори Артан Груби. Ќе го стават на јавен линч. А кога тоа го прави Артан Груби, никому ништо. Или кога го прашуваат Ковачевски колку пари се потрошија за оној свечен чин за отпочнување со работа на некои од коридориве, со кои што треба да ги прави, нели, енка според тајниот договор. По кој пат ние тој не знаеше ништо, вика прашете го Артан Груби, па немаше премиерот да не знае ништо. Да, ама пак ти кажам, знаеш, нека ти ако не сакаат, ако се воже ложниство, како па ти кажам сега, демократија, кога сакаат, може да излезат да идат на избори, работа. Они сакаат коалиција со ДУИ, не е дека не сакаат. Разбираш, дури шарше тоа го зборат, они ќе земале 40 пратеници, ДУИ 25, пак е правеле коалиција, нели, го зборевме во Стебелипчо.
Супер, нека име со среќа. Нека излезат на Што ме така, нека излезат на избори. И да ги видим. Тие викаат дека ќе земат 40 со 25, ќе направат влада, нека излезат на избори. Ајде, да. Така зборуваат и за промената на уставот. Дека имаат 80 претеника. Па нека го стават на гласање во парламент, па да видиме дали имаат. Сега најново е дека додека немаат 80 претеници нема да го ставале на гласање. Тоа Бујар Османи го каже. Па нели има? А сега немаат. Сега не знам, не сега ги чекаат. Така беше нешто. Или пак ајде уште ова прашање, мислам дека ти можеш да го одговориш затоа што сепак ја водиш најголемата внатрешна организација во рамките на ВМРО ДПМН. Значи Артан Груби, Бујар Османи постојано зборуваат за некаква и Маричич. Значи тоа е тоа триото, нели? Некаква струја, крило во ВМРО ДПМН со кој што тие ќе преговарале и кој што ќе возможеле уставни измени. Која е таа струја се? Ниска, висока, неизменична, еднонасочна? Кои се тие крила? Тоа е многу смешно. Да. Постои ли така нешто? Не, тоа е несериозно да се политичари од таков ранг, кои што се наврват во една политичка партија ДУИ, да се служат со такви лаги и измислици дека во ВМРО ДПМН има, не знам, група која што се сложува со уставни измени, па дури дека ќе работи за тоа. Факт и вистина е тоа дека во ДУИ има многу опасна група, позната нели како огненото крило, која што им ја руши партијата од внатре, со кој што не можат да се соочат. Па дури ги разрешуваат и со уцени и со загани ги разреши од нивните функционерски места во изминатиот период. Кој е со ДУИ останува, кој не ги разрешија. Гледате дека се менуваат и директори на дневна основа и во градот Скопје, кој што е поврзано со огнената група во ДУИ. Али ќе видиме, ќе биде интересно следниот период што ќе се случи. А чекај, Даниела е со огнениве или со изгасениве, не огнениве? По тоа што може да видиме, Даниела е со огнените, да. По кадрите кои што ги одбира за директори. Еве сега беше разрешен, можеби 100-тиот поред директор во град Скопје. Вели, сега ќе ви го цитирам, вели неосновано ја пизмите, Даниела Арсовска е највредниот, најчесниот градоначалник од сите досегашни што ги имало Скопје, вели. Во судар со неа, ВМРО ДПМН си го покажува вистинското лице. Чекај да видиме. Има еден предлог од така од јавноста сега што се слуша. Јас мислам дека Мостов кој што несреќно се запали, дека имало иницијатива да се смени името, да не се вика, како се викаше сега? Шилегов мост. Не, да се вика Даниела Арсовска. Средно, да. Шилегов мост е оној кај Јане Сандански што се поврзува со керамидница, а Беласица да се прекрасти во Даниела Арсовска. Бидејќи замислете, советниците избрани од скопјани бара информација за тоа во каква состојба е мостот и што ќе се преземе врска со тоа. Не ја добија информација. А што се случува за таа тема? Имате некои други информации или? Па нема, од кој да го знаеме. Таму има стручни служби, ние не можеме и не смееме да припариме до тој мост. Може ли вели еден слушател Господинот да го прокоментира тоа што се разговарало на посетата на амбасадата на САД од страна на 5 до 6 пратеници од ВМРО ДПМН кои ги видовме дека биле во посета на американската. Да имате информации? Не, нема информации и не би ни можел, не би ни сакал да коментирам средно на кое што јас не сум бил таму. Убаво е да ќе ги прашаме, ќе викаме некој, да, може некој од нив да го викаме. И на крајот на причата не гледам никаква објави е. Значи што може да има? Лјупчо, тоа што е јасно и може да се види и од јавните обраќања и на претседателот Мицковски и на сите пратеници е дека никој нема да гласа во овој мандат промена на устав по бугарски диктат. И тоа е јасно и не знам зашто тоа мене тоа бугарски диктат ми ствара овакво малку недоумици. Ако кажеште никој не би гласал промена на устав, тоа е тоа. Ама ова по бугарски диктат ми остава некој простор да се договорите и сега ова ќе го гласаме. По американски диктат. Да, по некој друг диктат. Па нели е диктат? Нели е ова наметнато решение? Чиво решение е ова? Чива идеја е? Зашто би вметнале бугари во устав? Што добиваме со тоа? Ајде да речеме еве и да има проблем и да нема проблем да ги внесеме бугарите во устав. Во нашиот устав има внесено многу народи. Зашто би било проблем ако се внесат и бугарите? Но што тоа? Што се добива од тоа? Готов влегуваме во Европска унија, почнуваме преговори. Патем ние нели отпочнавме преговори, датумот го добивме. Прв пат со слика во авион на Зоран Заев
и на Колку неговата години? 5 години екипа. поминаа тогаш? И после тоа уште неколку пати го добивме датумот Јас за се преговори. чекам да отвориме тоа за рибарство, поглавието што е на ЕУ по Бојан иде по тие рибари. Бе. Овакво ние мислиме, се спремаме за европски Нема тука многу што Македонија да согласува, огромен дел од тоа го има усогласено, башка нема ни некои рибари. Нема некој, нели она на море кај што ги делат кој до каде рибари. Немој па бугарите, благодарение на тоа поглавие за рибарство, да бараат промена на песната Лихни да кајче. Па како ги беше? Па да се додава внатре дека се рибарите не се белграѓани, иако Белград тоа е некој насам во Охрид, али дека се да речеме бугари или нешто слично. Може се што да се деси во овој преговарачки процес, да. Христовски безбедносно Скопје како стои? Еве сега на пример ти си ми тука совршена комбинација. Од една страна си безбедњак, од друга страна си политички активен како председател на градски комитет на ВМРО ДПМН и баш си ми некако погоден за темава. Гледав му убиства, па кажува дилер бил тој што губил иако нигде не одговарал. Јас седам со луѓе ми велат каков дилер, овој вика хуманитарец и некои такви работи. Па гледаме после уште не ги нашли убици, гледаме постојано некои пукања, убиства, пресметки, па наши у Косово убиваат. Скопје некако многу стана интересен. Попрво, криминалците од другата страна дознаваат кој е убиецот, противник нив, па го наоѓаат во друга држава. И го утепуваат. Него што полицијата тоа ќе го дозна. Или попрво за САД, Соединетите американски држави дознаваат дека Мерко е криминалец, па го ставаат на црна листа, а нашите не прават ништо. Значи може сега за оваа група, нели со случај Скопје 2014 експресно да реагираат, да апсат од граница да им запленуваат имот, а не слушнавме дека нешто, иако америчката амбасада реагираше за случајот со Мерко, не слушнавме дека нешто се превзема. Или каде е оној директорот на фонд за здравство кој што го видовме со куферче со пари? Каде тој го заборавивме? Во Австралија? Каде се многу така во Австралија. Како него спречиле да излезе и да избега, како другите ги спречуваат. Градоначалникот што бараше €1 за црквата. Како се вика тој? Што чувствува како зборуваме, знаеш, нели кога зборуваме. Имавме две емисии за тоа како си ги делнале. Прво, очигледно е дека има селективна правда во Македонија. Второ, очигледно е дека институциите со ова раководство се неспособни, посебно безбедносните институции. Па кај се лажните дојави за бомби во училиштата? Ги фатија тие што го правеа тоа? Извинете, зашто зборувам во минато време, што го правеа тоа? Зашто закани за бомби? Па кој рече дека нема закани за бомби? Може би уште има, само не ги отвараат меловите или ги смениле. Така ли се фаќаат криминалците? Да, тогаш им дадоа препораки да не отвараат мејлови. Пошто тоа се нели тоа Путин го правеше како специјална војна. Добре, тоа е сериозна теза. Затоа што Русија сакала да Путин и неговите ботови во Македонија го урна и рейтингот на Стево Пендаровски во Македонија. Озбилно. Не знам дали видов. Па не ја виде неговата изјава, кој Пендаровски обвини дека рейтингот од 0,2% ради руските ботови. Кој што може по-низок и од твојот рейтинг. Не, јас сигурно 4% имам. Ја имам голем негативен. Организирана хајка против него од руски ботови. Браво сте. Да, го гледав тоа, ја викам, видиш се, тоа цела Русија, тоа огромна земја, со многу пари и ресурси, природни све, цела Русија да е против тебе. Нема, ајде нешто те прашам. Ама ја мислев дека ќе зајачеше Стево, ако Русија беше против него, замисли, цела сила има против тебе, и сега ти тука има луѓе што не ја сакаат Русија у Македонија, тоа се сигурно над 35-40%, можда и поише, кој ќе земе со етнички ово. Ти ако Русија е против тебе, ти ќе уживаш 40% поддршка во земја. Така. Затоа што има луѓе што не ја сакаат Русија, не се русофили, се 20-30% во држава. Не бе, русофили се 0,2%. Па не знам. Молим, 0,2%. Побрање во Стево, нели? Али антирусофили се многу поголема мнозинство во земјава. Значи, зборувам кој ќе ставиш на кантар. Што мислат за Путин и така натаму. Веројатно ќе му пораснеше рейтингот Русија ако беше против него. Да, не, стварно, ако видиш луѓето кои што имаат негативно мислење за Путин, сигурно ги се поише од 0,2%.
Да. А па не, види се, од друга страна, ја уште не разбирам, знаеш, еве, предпоставувам дека таа руска надворешна... Барем 2% се сигурно. Таа руска надворешна служба, мислам дека, знаеш, нека прави сериозни анализи. Да. И се како стигнале до тоа да го напаѓаат во Македонија? Ево, Дека И вака што се, добива не, за вака тоа? се. Да. Дека Русија има и пропагандна машинерија и ботови, све тоа е факт. Ама таа пропагандна машинерија и тие ботови ги насочуваат против озбилни луѓе. Знаеш? Да. А против стево да ги насочат, Не, мислам дека нешто зборуваше за владиците, што мал се ме фати страв, знаеш, оние владици дека се прислушкуваат. да, кажа дека дел од владиците биле под руско влијание. И сега види, тоа е прво црквата веројатно Види, делот проповедите ги терат на старославјански, не ги терат на латински. Сега вака, да бидеме искрени. Ние сме православни, русите се православни, украинците се православни, бугарите и сите тие. И многу е нормално дека ќе постои таа верска комуникација. Ако ја забраните таа верска комуникација, вие слободата на вероисповед нели им ја забранувате. Сега дека некој владик од тука комуницирал со владици од Русија, сигурно и да, и дека тоа е руско политичко влијание, дефинитивно не. Липчо, не мислиш дека малце пренапумпано тоа руско влијание во Македонија? Еве, како кажеш ти 20-30% дека се проруски ориентирани. И дали забележувате дека руското влијание се истакнува во јавност се повеќе кога има некои специфични политички процеси во државата? При промена на името тогаш го гледавме Јанко Бачев како се качува на оклопни возила и мафта со руски знамења и не му прават ништо при тоа. Добре, ти си бил удбаш. Дали тоа, значи, дали така намерно знаат службите да прикажат некаква слика дека нешто постои за да може да видат кој се лепи на таа приказна или да постигнат некоја друга цел? Апсолутно, кога имаш политички процес, како што беше примерот со промената на името, за да се прикаже дека толку е многу опасно руското влијание, во исто време за да го качеш Јанко Бачев на Кермелин. За да се убеди народ дека треба да ја смени страната и дека треба да го смени името за да добие бесплатно здравство во Европа и да влезе во Европска унија, тогаш се бустира тоа руско влијание во државата за да може да се на некој начин да се влијае. А во исто време, како што спомна ти, кога еден руски мегафон ќе се појави и ќе вика на цела сила, во тој случај ги добиваш сите конекции кои што стигаат до него. Евентуални финансиери, поддржувачи на Русија, на еден начин не можеш да ги ловиш ти, така и со рибарењето. Да се вратиме назад. Не можеш да ловиш во празно, ќе фрлиш на едно место, не знам како се викаше тоа, ќе фрлиш лепче во водата за да се соберат сите риби и да уловиш тоа што ти треба. Така се прави со ова. И сега, по некоја случајност, во овој период, пред избори, кога се збори за промена на уставот и слично, пак се бустира некој тоа руско влијание. Што рационализираше? Значи, руско влијание е тоа што во Македонија црквата протестира против тоа на нотар да кажеш дека си женско. И да можеш да бидеш женско. Не е тоа, тоа е глобална дебата, не е само... Значи, тоа не само што е глобална дебата, туку во САД многу повеќе размислуваат во наша насока од што не, ама види, во Русија не има таква дебата генерално. Не смее да има дебата. Не е дека нема ни таму. Али на запад во САД, например, документарците кои се шират низ Македонија на таа тема, Мет Велш е американец, не е од Санкт Петербург, но она што е интересно еве со тие политики, сега владата проба да не убеди дека може на пол, ја да кажам дека сум мачка. Нели, на нотари ќе стана мачка, да речем. Иако имам слични навики со мачор, особено со Гарфилд. И сега кога ќе се шегувам нормално. И кога јавноста го нападна сето тоа, дека тоа е лудо, глупо на нотар да кажеш дека си маж или жена и да те прифати системот тебе како маж или жена. И за прв пат лидерот на Македонската православна црква заедно со Исламската верска заедница излего и повика и со католичката и со сите протестантски цркви. Сите заедно да се обединиме против ова зло кое што сака да го направи. Бидејќи не е само, како да ви кажам, од традиционален или културен аспект сето ова со променава на полови, туку се може да настанат и повеќе проблеми да се предизвикаат. Што значи тоа?
треба човек да оди во затвор. Маж. И замислете, 2 дена претходно се пишува како жена. И дискутираме. И како ќе им биде на теми тука како ќе им често. биде на жените кои ќе им влезе таму маж? Или што се случува со спортот? Имаме женски фудбалски тим составен од мажи. Има такви многу примери. Пливачки федерации по свет имаат проблем со Атлетски и така. атлетски сега. Жаламно мажите имаат Создава и други спортско проблеми. тело. Не е само тоа што Не, различни сме. Сега, нормално, па ние па од друга страна не носиме друг организам Ја, например, 9 месеци во ја не живот. можам у пливање да ги победам женските пливачки, ниту во атлетика, ништо во ништо. Ама во оние надпревари на јадење хамбургери, мислам дека не може жена да ми се спроти. Секој има нели различен автентик. Добро, не, очекувате како ВМРО да помене дека вие законите ќе продолжат процедура вие за родова равноправност и така натаму или мислите дека се мртви по овој протест? па запреа некако. Запреа, мислам дека се демотивира. Не, јас мислам дека сака да ги пролечат, онака јавноста да не ги види и одеднаш кога се разбудиме во некоја друга реалност. И дека сега може да ги плачува. Не ми се верува. Па ја не се сеќам кога друг пат можам да зборам за господин Стефан. Кога друг пат повикал првиот човек на црквата да излезе народ. Кога се случило тоа? Никогаш до сега, ја не се сеќам. Да, немало. Така да треба да се запрашаат политичарите што прават. Плюс имаше една интересна изјава од еден отец дека тие противници кои што ќе се осудат да гласаат ваква промена, дека нема да може да ги крстат своите деца, да им пеат на погреб, на свадба и слично. Да, им многу интересно е што тој Екскомуникација, да. Да, и многу интересно е што Дај бе тоа утре да го доаѓа викнеме? од еден отец кој беше доскоро во православната Охридска архиепископија на Врничковски. Да, може да го Ајде поканеме, утре, да. станува збор за еден од најголемите интелектуалци во македонскиот теолошки систем би рекол. Заедница поече, Заедница. Давид Нинов е на високо образован на најелитните светски православни катедри, значи докторирал во Атина, ако не се лажам. Има една бога, каде што веројатно има најдобра православна нели катедра во делот на теологијата, има навистина широк опус и кога беше дел од МПЦ представуваше своја видна авангарда пред да премине во ПОА, така што да, Давид Нинов имаше многу интересен став. Ги гледав и оние дебати со другите епископи и така натаму, веројатно тоа нема да им помине. Но зошто ја мешаат Русија и во ова? Тоа е прашањето. Сега они решиле да прават глуп закон, да прават експеримент врз нас, врз нашите деца, врз нашата држава. Црквата им се спротиставува на тоа. Еве, ја, например, дури не мислам дека тоа требаше црквата да го прави, затоа што црквата во закони да се меша не ми се свиѓа. Мислам дека баш тие се тие најповиканите и треба некојаш да истапат и во јавност. А инаку, знаете дека ова исто отвара вратата на истополови бракови. Да. Бидејќи Едниот ќе биде маж, едниот ќе биде маж, другиот жена и кој ќе отидеш пред институциите на системот, без разлика дали се они... Не, ја во делот на секуларизмот сум, пошто црква сега да се меша во закони кои се државни, а не се поврзани со црква и со нејзиното работење, малце ми е така климава работа, но нема везе. Ако може, извини, ама ако може странски држави да се мешаат во закони во Република Македонија, зашто не би можела македонската црква да Ја се... не Сега не ми гледам даваш да се друг меша. аргумент, освен да кажеме па и тоа што викаш. Не, добра, ама и црквата има некое свое општествено влијание. Предпоставам дека сака некоја регулатива поврзана со нивно. А види, уште за оваа тема да не се изјасне, зашто ќе се изјасне. Да, и тоа. И џамијата, Да, точно. и исламска верска Добро, не, заедница. кога кажеме црквата, мислиме на или на Да, формално и сите верски неформално заедници, добро. се меша во политика. Да. Знаете дека во џамиите се има одредени и политички говори кога треба да се излезе на избори, кога не треба да се излезе на избори, за кого да се гласа и слично. Има и во црква. И тоа е дел од џамијата, има и во црквата. Тоа е, сега и тие се дел од системот. Вие Тоа кој е мислам ова дека секуларна не е држава? во ред, ама добро. Сега мислам дека треба да има еден зид меѓу политиката и црквата, ама добро. Овакво, тоа тие самите ќе си го определат на крајот на краиштата, а Чека да ги провериме слушателиве нешто интересно да не има. ајде. Тоа е важно. Вика Љупче, не ги инспирирај комшиите со лихни да кајче веслаше. Добро.
Генерално тоа е тоа. Христовски, вие продолжувате сега со активности, вероятно. Планирате во догледно време, нели, да привршите со овие работи, да се спремате конечно за избори? Липчо, ние сме во полна кондиција. Па дури ова е и специфично лето, обично за лето се оди по одмор и партијаве прават паузи. ВМРО ДПМН нема пауза. Знаете дека доскоро траеше акцијата Нова Македонија за сите, проектот, кај што имаше средби со граѓани во секое скоро населено место, посебно во руралните делови на Македонија, и се одржава и голем број на трибини. За во Скопје можам да кажам исто ова што го правеше градскиот комитет, иницијативи за Скопје, сега продолжуваме со здружение на граѓани. Општинските и местните комитети како организацијски структури на партијата се силни, обединети и се во полна кондиција. Али сепак тука би кажал, според мене мислам дека во септември некаде, без разлика на тоа дали ќе има избори или не, претпоставувам дека ќе нема, одиме по тоа што до сега е договорено, односно не е договорено, би бил би отпочнала некаква си, мислам, предкампања, што е нормално како се ближиме до изборите, а тоа ние како политичка партија ќе го дочекаме прилично спремни. И ние како градски комитет имаме и низа активности кои што не се планирани и предвидени во следниот период. Ќе го одбележиме сега и земјотресот 26 јули како во чест на загинатите во земјотресот и слично. На крај на август ќе правиме крводарителска акција, во септември и октомври ќе правиме 2 настани. Само една интересна идеја да ви дадам, затоа што кога се зборува за ВМРО, често се зборува баш за ова Скопје 2014, меѓутоа дел од спомениците што се од партизанската борба се запуштени, а таа партизанска борба изроди Македонија, така што можеби градскиот комитет може да види каква е состојбата со овие споменици, спомен обележја, спомен плочки и така натаму, да ги обнови. Тие луѓе за својата жртва ни ја дадоа Македонија. Кјошето нели ќе го носел кисела вода? Не зборам за ќошето, сега за други зборам сега. Зборам за партизаните, знаеш, онака дел од нивните споменици се тотално запуштени, знаеш. Точно се согласувам, ги гледам и јас изгледав и спомениците, но не се само спомениците, тоа се и објектите, и улиците, и автобусите, и возовите, и се што е направено во претходната влада на ВМРО ДПМН и Коце Треновски како градоначалник на Скопје и претходните градоначалници, овие сега не може да го одржуваат тоа што ВМРО ДПМН го има направено. А не пак да изградат и да направат нешто ново. Знаете дека е така. ВМРО ДПМН направи многу. И што дочекавме ВМРО да прави како СК и МУАВЕТ, вие не може да окречите. Да, така е. Ама нели е така? Ама така е. Посебно сега младиве луѓе што имаат по 18-19 години и се гласачи кои што трчаат на кеј во парк или вежбаат на стадион, не се ни свесни дека тој стадион беше едно грдо здање без три трибини се што ги има, дека немавме сала Борис Трајковски, дека немавме жичарено водно, дека имавме стари автобуси, имавме стари возови. Не, Бојан, тоа што зборува Љупчо е на времето 90-тите години, па и сега, знаат овие старите комунисти да кажат тоа што ние на времето, нели вие не може. И во право се види се, ако ќе видиш за огромен дел. Ама ти на еден друг. Ама нели е така? Така е. Кажете ми еден капитален проект кој што се има направено изминатите 7 години. Освен руинирање на држава, едно нешто што е направено, кажете ми. Сала Борис Трајковски, дали има нешто слично такво? Нема. Големо. Нема. 7 години. Нема. Христовски, ти благодарам, тука негде ја завршуваме нашата емисија од ова утро. Ти благодариме многу за гостувањето, се надевам дека на слушателите им пружавме добри саат време. Благодарам на поканата. Благодарам на вас. Убав ден да имате и вие и слушателите и гледачите на Лидер радио. Почитувани слушатели, ви останете со 107,4. Пак нешто ми се наоблачува надвор, ако немам директен пристап до сонцето. Уживајте во прекрасниот ден, уживајте во летото и се гледаме утре со уште поинтересен гостин. Се надевам, иако денешниот постави висок стандард и уште поинтересна емисија, се надевам затоа што денешната беше навистина добра.